Пиратски цедиња, фалсификувани учила, чанти, најразлична облека под фалсификувани брендови, парфеми и фармацевски производи. Сето ова денеска беше уништено на скопската депонија Дрисла. Вкупната вредност на уништените производи не се соопшти, но се проценува дека секоја земја годишно губи по 65 милиони евра, што се вртат преку трговијата на црно. Утре е светски ден на заштитата на авторските права и интелектуалната собственост. Добро дојдовте во Урбаните вести. Започнуваме. Научна работилница за уредниците на биомедицинските списанија. Студентите од ФЕЙД бараат решенија за енергетска ефикасност. Утре во Градски парк ќе се одбележи Европската недела на имунизација. Промовиран советодавен сервис за права на млади. Во тек е пријавувањето за традиционалната манифестација Денови на пролетта, Денови на екологијата. На Факултетот за електротехника и информацијски технологии се одржува втората студентска конференција Енергетска ефикасност и одржлив развој, на која беше представена проблематиката на енергетската ефикасност и одржливиот развој. Студентската конференција е поддржана од компанијата Раде Кончар, каде што голем број студенти го стекнуваат практичното знаење. Енергетската ефикасност и одржливиот развој се светски актуелни прашања, за кои секојдневно се развиваат нови и иновативни начини за нивно решавање. На оваа тема се одржува втората студентска конференција Енергетска ефикасност и одржлив развој под покровителство на Факултетот за електротехника и информацијски технологии Скопје. Целта на оваа конференција според организаторите е на едно место да ги обединат студентите, представниците од академската средина и компаниите кои се занимаваат со проблематиката на енергетска ефикасност и одржливиот развој, за да се представи нивната активност и да се овозможи научно-истражувачката работа. Конференцијата првенствено е наменета за студентите, со цел да бидат активно вклучени во размената на знаења и истражувањата на современите технологии. На конференцијата со своји трудови и презентации учествуваат студенти, додипломци и постдипломци, представници од академската средина, како и компании кои во текот на своето секојдневно работење имплементираат методи поврзани со енергетската ефикасност и одржливиот развој. Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје интензивно работи во областа на енергетската ефикасност и одржлив развој, посебно не само во едукација на младите студенти на додипломски и постдипломски студии, туку и активно е вклучен во многу истражувачки проекти и научно-истражувачки и апликативни проекти кои што се однесуваат во таа област. Имаме интензивна соработка со стопанството, со многу компании на кои што нудиме услуги за научно-стручни и апликативни дејности, со кои што сакаме да ги промовираме овие нови технологии и истражувања во областа на енергетската ефикасност и одржливиот развој. Особено со Раде Кончар имаме одлична соработка. Имаме наши постдипломци, студенти кои што веќе се вработени таму, кои што ги вклучуваат своите истражувања, а исто така имаме практиканти, наши студенти кои работат во компанијата и се разбира заедничка соработка за нивна промоција и промоција на нашиот факултет во однос на новите технологии за енергетска ефикасност. Студентската конференција е поддржана од компанијата Раде Кончар, каде што голем број студенти го стекнуваат практичното знаење. Директорот на компанијата Ставре Нацкулов истакна дека инвестицијата за имплементација на систем за енергетска ефикасност големите фирми ја враќаат за 18 месеци. Заштетата е релативна, се случува одредени фирми кои што реактивната енергија во вкупниот износ на рачунот може да дојде до 20%, некаде и помалку. Тоа е релативно, меѓутоа секаде како инвестиција, што е многу битно, се враќа во период од година до година и пол. Ја мислам дека интересот е и кај домакинствата и во фирмите, реално. Меѓутоа за сега можеме да делуваме само во индустрија.
Македонската академија на науките и уметностите денеска во своите простори одржа научна работилница за уредниците на биомедицинските списанија под наслов Издавачки интегритет и добри практики во уредувањето на биомедицината. Официјален јазик на работилницата е англискиот, а целта е да се придонесе кон квалитет и заштита на биомедицинските списанија од новите движења во областа на медицинската публицистика и научниот интегритет. Томислав Атанасовски. Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, денеска во Ману се одржа научна работилница за уредниците на биомедицинските списанија под наслов Издавачки интегритет и добри практики во уредувањето на биомедицината. Официјален јазик на научната работилница е англискиот. Целта на оваа научна работилница е да се придонесе кон квалитет и заштита на уредниците на биомедицинските списанија од новите движења во областа на медицинската публицистика и научниот интегритет. По тој повод, денеска во Ману во рамките на оваа работилница имаше и гости од Република Хрватска во името на Ана Марушиќ и од Велика Британија Елизабет Вагер, кои ги изнесоа своите искуства на оваа тема. Секако тука беа и нашите уредници на биомедицинските списанија кои ги изнесоа своите проблеми, успеси и научни достигнувања. Ние сакаме со ова работилница да придонесеме кон квалитетот на нашите списанија. Денеска нема брз развој без инвестирање во истражување и наука, а резултатите од тие истражувања треба да се публицираат. При публицирање треба да се задржи висок стандард, етика, да нема плагиаризми и други неправилности кои се појавуваат често, за жал, во сите делови од светот. Имаме две познати личности од областа на публицистика, професорка од Сплит, Ана Марушиќ, и професорка од Англија, Лондон, Лиз Вагнер. Покрај нив, ние, уредниците на списанијата од Македонија, што може да видите од програмот, ќе ги изнесеме нашите проблеми, радости и успеси, за да се заклучи што е подобро и како да се направи нешто што ќе делува во иднина во прилог на нашата наука. Целта на работилницата е да се пренесат тие најнови информации и движења, да се реорганизираат одредени активности, структура на уредувачки одбори, уредувачки политики на научните списанија со цел да се подигне нивото на квалитетот на објавените трудови во научните списанија и да се подигне свесноста за таа научна и истражувачка етика. Еден од резултатите на овој настан ќе биде формирање на Сдружение на медицински уредници во Македонија, кое што здружение треба понатамо континуирано да работи на едукација, на унапредување на публицистичката и научна етика и интегритет. И истовремено тоа здружение ќе биде вклучено во меѓународните асоциации кои работат на овој план. Крајната цел на оваа работилница е основање на друштво или здружение на научно-медицински уредници во биомедицината во Република Македонија. На денешната работилница се усвои и статутот и се избра претседател и членови на извршниот одбор на организацијата, а исто така беа доделени и сертификати. Министерството за здравство во соработка со Здравствен дом Скопје утре напладне во градски парк кај школка ќе одбележи Европската недела на имунизација, која годинава од 22 до 26 април се одбележува по 9 пат во сите европски земји. Министерството за здравство соопштија утаму води посебна грижа за здравјето на децата. Вакцинацијата како дел од превентивната заштита е особено важна затоа што медицински е докажано дека е најефикасната заштита од многу тешки заболувања. За таа цел, како што се наведува, ќе се одржи културно-забавен настан на кој дечињата и родителите ќе се информираат за бенефитите од вакцината преку промотивни материјали, забавни точки на деца од основни училишта и хорот Златно славече. Целта е подигнување на свеста за важноста на имунизацијата, бидејќи со тоа ќе ги заштитат своите деца од тешки заразни заболувања и последиците од нив. Докажано е дека вакцинацијата е најисплатлива јавна здравствена превентивна мерка со која се елиминирани или редуцирани на минимум многу заразни болести.
За Република Македонија успешната вакцинација кај децата од секогаш била приоритет и на ова поле бележи успеси со години, се вели во соопштението. Во Македонија последен случај на дифтерија е забележан во далечната 76 година. Исто така за болеста вариола вера е постигната ерадикција, односно уништување, во 1978 година, а парализата е елиминирана од 2002 година во цел европски регион, вклучувајќи ја и Македонија. Во рамки на одбележување на Европската недела на имунизацијата се врши и теранска вакцинација со цел да се откријат што повеќе невакцинирани деца. Република Македонија со години назад, како и минатата година, има висок просек на опфат со имунизација, кој изнесува над 95%, стои во соопштението од Министерството за здравство. Советодавен сервис за права на млади и неговата веб страница mov.mk беше промовиран на трибина што организираше Младинскиот образовен форум. Младите ќе може директно да се обратат до сервисот за права на млади, составен од тим млади правници, и да им постават прашања на македонски или на албански јазик. Прашањата од младите се во 3 категории: средношколски, студентски и младински. Координаторот на Советодавниот сервис Кристина Митрова го представи начинот на негово функционирање, посочи реални случаи на проблеми на млади како доцнење стипендии, непочитување на правото на бесплатен превоз за средношколци или непочитување на правото на ученикот да биде информиран за оценката што ја добил. Овие прашања веќе имаат достапни одговори на веб страницата на сервисот, која секојдневно ќе се дополнува со нови прашања и одговори. Советодавниот тим ги охрабрува учениците да се обраќаат со прашања на кои тие ќе се обидат да одговорат и да им помогнат. Категоријата за млади исто така ќе има совети за различни проблеми или дилеми, како на пример како да се разбере договорот за вработување, како да се формира здружение на граѓани или како да се пристапи кон општината за реализација на некоја граѓанска иницијатива. Советодавниот сервис за права на млади е проект на Младинскиот образовен форум, поддржан од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и се спроведува од октомври 2013 до септември 2014 година. Град Скопје ги потсетува граѓаните и правните субјекти дека е во тек пријавувањето за традиционалната манифестација Денови на пролетта, Денови на екологијата, која ќе трае до 15 мај 2014 година. Во рамките на манифестацијата, градот Скопје го распиша јавниот конкурс за избор на најеколошка компанија, најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубаво уреден двор на куќа, зграда и стопански објект и најубав состав и цртаж на тема екологија за учениците од основните и од средните училишта. Целта на конкурсот е да се промовира и популаризира грижата за животната средина и за природата. Според условите на јавниот повик, град Скопје ќе избира најеколошка компанија, најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубаво уреден двор, најубав состав на тема екологија, најубав цртеж на тема екологија. Пријавите на заинтересираните граѓани, невладини организации, јавни установи, предпријатија и други правни и физички лица може да се достават по пошта на адресата Град Скопје, сектор за заштита на животната средина и природата, булевар Илинден, број 82, или во архивата на градот. За првите 2 категории предвидена е по една награда во износ од по 45.000 денари. За третата категорија, најубав двор, предвидени се 3 награди: за индивидуално домување, за колективно домување и за институција, фирма или стопански објект во износ од по 40.000 денари. Прогласувањето на добитниците во сите категории ќе се одржи на 5 јуни. Цибуна е првиот финалист на Final Four турнирот во кошаркарската АБА лига. Бенфика го победи Јувентус, а Севилја беше подобра од Валенсија во првите надпревари од полуфиналето во Лига Европа. Следуваат спортските вести, но при тоа рекламите.